Благодарам. Почитувана госпоѓо Кузмановска, председател на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, на Зоран Заев. Мојава дискусија е во врска со овој амандман, кој што ВМРО ДПМН и пратениците на ВМРО ДПМН го предложија, а се однесува на граѓаните на општина Штип. За жал, имаме однос од страна на владата, кој што вели одбивање на сите амандмани кои што се поднесени и за Штип, и за Кочани, и за Источна Македонија, за Берово, за Виница, за Лозово имаме амандмани, за Велес имаме амандмани и така натаму и така натаму. Моето прашање до министрите на Зоран Заев, до владеачкото мнозинство и до владата е зошто откако СДСМ е на власт, Источна Македонија е ставена на црна листа. Ништо немате предвидено да се работи, да се гради и да се има како проект во Источна Македонија. Зошто Источна Македонија ја множите со нула? Предходно, Источна Македонија почна да се развива, но тој процес мора да проложи да се развива. Имаме амандмани, сега ќе ви кажам што пред малку одбивте. Одбивте катни гаражи во Штип. Одбивте исто така и дел од инфраструктурата што се однесува до населбата Караорман и понатаму да се проложи кон Карбинци. Одбивате амандмани за Свети Николе, одбивате амандмани за Пробиштип, одбивате амандмани за Делчево, одбивате амандмани за Македонска Каменица, одбивате амандмани за Пехчево. Зошто Источна Македонија е ставена на црна листа со владата на СДСМ? Транзицијата на СДСМ од 90-тите ја опустоши Источна Македонија, ги затвори фабриките. Источна Македонија стана регион на стечајци. Ништо не се правеше со години и со децении во Источна Македонија. Дојде владата на ВМРО ДПМН и почне една по една работа да се прави. Се донесе Джонсон контрол со Штип, се отвори индустријската зона, амфенол во Кочани, се работеше и добро се развиваше рудникот во Македонска Каменица. Не работеше рудникот во Пробиштип. Во 2006 година се рестартираше рудникот во Пробиштип, се рестартираше тораница во Крива Паланка. Немаше 1 километар автопат во Источна Македонија. Рековме, ајде ќе градиме автопат во Источна Македонија. Почитувани присутни, ВМРО ДПМН во 2004 година, ВМРО ДПМН во 2004 година, тука во овој парламент, со првопотпишан, тогаш пратеник Сашко Кедев, рече, ајде да направиме универзитет за Источна Македонија со седиште во Штип, но исто така и со дисперзирани студии во Струмица, во Радовиш, во Кочани и во другите населени места. Што кажа тогаш во 2004 година СДСМ? Не треба да има универзитет во Источна Македонија. Дојдовме во 2006 година и седнавме. Седна владата, седна министри, седнав јас како пратеник, еден куп други пратеници, градоначалниците на Штип, познати интелектуалци, професори, големи имиња. И рековме универзитет во Штип. Тоа е најдобриот проект или меѓу најдобрите проекти во Источна Македонија години и децении наназад кој што се направил. Се спаси Штип, се спаси еден куп населени места. Зашто? За да ги задржиме младите да не ни одат по светот. Затоа што многу млади и не можат да дојдат и нивните семејства да ги покријат трошоците во Скопје. Им дадовме можност и шанса на илјадници млади. Тука можам да набројам десетици и десетици поединци, уште еднаш ке речам. Владени представници, интелектуалци, пратеници, министри, видни луѓе. Помогна и го направивме тоа во градот на Штипот. Почит спрема градот во кој што учителствувал Гоце Делчев, од каде што доаѓа големиот Михајло Апостолски, од каде што е роден и каде што е од потекло почитуваниот прв председател на Македонија Киро Глигоров, од каде што е Никола Клјусев, нашиот прв председател на влада во независна Македонија.
И го направивме тоа. И сега велиме, ајде да не запрат проектите за Источна Македонија. Ајде да се развива Источна Македонија. Ајде да има уште нови фабрики во Источна Македонија. Да, ние отворивме фабрики во Кочани, во Штип, по други места, но не успеавме да направиме нешто за Делчево. Ајде направете нешто за Делчево во делот на нови фабрики инвестиции. Ајде направете нешто за Берово, додека го има на картата, додека не се испустила Малешевијата. Ништо не правите. Зошто Источна Македонија е на црна листа од како СДСМ дојде на власт и кадровски, и програмски, и проектно? Зошто не прифаќате ниту еден амандман за ниту еден град во Македонија? Зошто не ги прифатите амандманите за Битола? Да не ги набројуваме еден куп на број. Зошто не ги прифатите амандманите за Битола на Лиле Кузмановска и Зоран Илиовски? Зошто не ги прифатите, еве, и колегата Милевски исто така од ЛДП? Прифатете ги неговите амандмани, нека биде негова заслугата, не е важно, да види аир народот. Зошто не ги прифатите амандманите на колешката Митовска за Крива Паланка, за Ранковце, за Куманово? Што имате направено во Куманово? Што предвидувате за Куманово? Народ ве гласа 27 години во Куманово. СДСМ победува во Куманово. Ништо немате за Куманово. Најголема општина во Македонија, 109.000 жители. 109.000 жители. Не само Куманово. Што не направите нешто за Старо Нагоричане и општините во Кумановскиот крај? Што направивте за Липково? Не е доволно. Не е доволно. Луѓето велат, додека беше владата на ВМРО ДПМН, имаше проекти, имаше дискусии, имаше префрлања, но се работеше нешто. Сега има едно големо ништо. Што направите нешто за Бутал? За Газибава, за аеродром? Буквално ништо. Пред малце, колеги, ние ви рековме, ајде да изградиме еден мост, кој што е важен за цело Скопје, готова е документацијата, Коце Трајановски ја направи целата документација, готово е, може да почне да се гради. Мост кој што ќе ги поврзе општините Аеродром со 90.000 жители, општина Газибаба со 80.000 жители и општина Центар со 60-70.000 жители. Нема ништо. Зошто? Затоа што претходно се градеа и булевари во Скопје, и сали, и аеродром, и обиколница, и така натаму, и така натаму. Сега година дена ништо не е направено во Скопје. Зошто оволку запнувам за овој амандман кој што се однесува на Штип и на Источна Македонија? Затоа што ви праќам порака од граѓаните и од народот, кои што сега ни пишуваат и сега не гледаат. Направете нешто. Пишуваат луѓето од Лозово, пишуваат луѓето од Берово, од Радовиш праќаат пораки, праќаат исто така од Мавровско-Реканскиот крај, каде што ни одбивте амандмани за патишта, за село Врбен и за други места, како што претходно направивме ние пат и до Жировница, и до Могорче, и до Скудриње, направете вие 1 метар асфалт. Луѓето од Дебарско прашуваат, ајде направете нешто. И разочарани се луѓето од Дебарско. И затоа во Дебар и Дебарско има нова коалиција, затоа што се разочарани албанците од Дебар, и во Дебар има нова коалиција која што ќе избере нов ВД градоначалник и нова локална власт. Тоа е ВМРО ДПМН, Алијансата за албанците, БЕСА и партијата ПЕЙ, за да даде нова доверба и нова надеж во Дебар. Изгласајте ги нашите амандмани за Гостивар, изгласајте ги нашите амандмани за Тетовск. Не ги изгласувате. Почитувани присутни, да се вратам во делот на Штип. Значи во Штип и во Источна Македонија се направи автопат кој што сега треба да се доправи, доправете ги само знаците и банкините. 90% ви беше готова работата. Ајде се направи исто така, беше готов проектот за клиничката болница, Софија универзитет, ректорска зграда и ректорска управа, таму во Ново село, каде што учителствувал големиот Гоце Делчев. Се направија спортски сали, се направи економска зона, донесовме неколку фабрики, Johnson Controls, Кондево, германската Technical Textile и други исто така беа на пат. Сега Абер нема да дојде нов инвеститор. Каде се тие инвеститори? Каде е да донесете некој инвеститор во Кочани? Да, ние го донесов Манфенол. Не е доволно 1500-2000 вработувања.
Каде вие да донесете макар и едно? Не е доволно што се направи во Кочани Антура. Ајде вие донесете уште некоја. Не е доволно што претходно Емил Дончев донесе економска зона во Виница, направете вие и една. Нема ниту една. Значи, мојата за крај порака до вас, колеги пратеници, би била: сопрете го иселувањето од Македонија, усвоите макар еден проект. Не е важно за каде. Сега зборуваме за Источна Македонија, направете нешто за Источна Македонија. Усвоете некој проект или некој предлог за Битола, некој проект за Крива Паланка, некој проект за било кое населено место, за Полог, за Пелагонија, вие одберете го. Не ги одбивајте сите наши амандмани. Не ги одбивајте сите наши амандмани. Од следниот месец ке фати трета година како сте на власт. Трета година сте на власт, ништо не е направено. Така е, шајка не е закована, луѓе, шајка не е закована. Една бандера не е направена. 7 милиарди евра буџет е потрошено и 2017, и 2018, еве сега за 2019. Најголем буџет во историјата. Ве замолувам да преминеме на гласање, доста беше дискусии, ајде да гласаме. Одбивте амандмани за катни гаражи, одбивте амандмани за патишта, одбивате амандмани за тротоари. Ајде овој амандман кој што се однесува на патот во населбите од Балканска до Чардаклија, поддржате го. Од Балканска до Чардаклија. Многу народ живее, има луѓе кои што живеат таму. Одважете се, гласајте макар еднаш спротивно на она што ви го рекла владата. Благодарам. Во оваа програма се тоа го имате ветено, се тоа сте се обврзале дека ќе го исполните пред граѓаните и пред народот, сте рекле зборот е збор, но не е зборот збор. Лагата е лага. Лагата е лага. Се ова што ви го предлагаме сега како амандмани наши, вие сте го ветиле. Вие сте кажале. Ништо не е направено. Колега Бремен. Благодарам.